Кусо траеше координацијата кај собранискиот спикер Талат Џафери. Договориле одржување на локалните избори во октомври и законски интервенции заради продолжување на мандатот на актуелните градоначалници и општински совети. На средбата присуствуваа представници на СДСМ, ДУИ, БЕСА, Алијанса на албанците, ДПА, но не и од ВМРО ДПМН. Никој не даде изјава. Се договориле деталите од средбата да ги споделат со јавноста преку соопштение испратено од кабинетот на Џафери. Партиите се договорија дека од исклучителен приоритет за Македонија е постигнувањето договор за донесување на предлог закон за изменување и дополнување на изборниот законник, со кој одржувањето на локалните избори ќе биде предвидено за првата половина во месец октомври, а мандатот на сегашните градоначалници и советници ќе биде продолжен до изборот на новите членови на советите и градоначалниците. Исто така, председателот Џафери беше известен и дека партиите се согласуваат расправата по предлог законот да биде ефикасна и да се исклучи секаква можност за нејзино непотребно одолжување. ВМРО ДПМН не дојде на закажаната координација во кабинетот на Џафери. Преку соопштение партијата вели дека нема да одговори на покана од нелегитимен председател избран спротивно на деловникот. Новиот собраниски спикер пак ги повика партиите да формираат пратенички групи па работни тела со цел измени во изборниот законник за одложување на локалните избори. Извори од координативниот состанок брифираат дека се разговарало и за датум за продолжување на конститутивната седница и таа да се закаже наскоро. ВМРО ДПМН, иако не присуствуваа на координацијата, сепак прифаќаат локални избори во октомври. Очекуваме дека новото парламентарно мнозинство овој пат ќе си остане на зборот, бидејќи во спротивно ризикува, поради нивната неподготвеност, да ја доведат во прашање локалната самоуправа како една врвна демократска придобивка и право на граѓаните. Од денеска градоначалниците и советите немаат надлежности и единствено собранието може да го продолжи нивниот мандат до нови локални избори. Собранието пак не е во функција од декември минатата година, кога почна, но не заврши со конститутивната седница. Минатата недела Уставниот суд се прогласи за ненадлежен по двете иницијативи за продолжување на мандатите на градоначалниците. Со престанок на мандатите, градоначалниците предупредуваат дека се ставаат во прашање платите на сите институции под капата на локалната самоуправа.